Помеѓу изворите на света вода во чешма и помеѓу тврдините остатоци од македонските времиња се наоѓа и еден мал музеј кој и ден денес треба да раскаже на сите оние што дошле до овде за приказната на ова место. Ја имавме честа, директорот на музејот во Нурата, да не прошета низ тврдините, низ изворите со светите води и низ храмот и да ни ги раскаже сите приказни кои за прв пат ги слушнавме токму од него. Кога бев дете, вели тој, можев да се провлечам во овие отвори. Во внатрешноста, длабоко под ова место на кое стоиме, има цел подземен град, тунели и ходници. Ништо од таа македонска историја не е извадено на светлината на белиот ден. Онолку векови колку што досега изминале. Таа непроценлива материјална култура се наоѓа длабоко под нашите нозе, зашто ова што го гледаме и допираме, сето тоа е датирано после првиот век. Вековите што нас не интересираат се уште длабоко скриени долу во мрачна темнина. Од ова место мораме да ја пренесеме и искрената порака за соработка на музеот од Нурата со компетентните институции од Македонија. Повикот е упатен до археолозите, студентите или љубопитните, но најмногу и пред се до институциите на државата Македонија. Заради заеднички проекти, а во име на историјата што ја споделуваме. Имам убава можност да се благодарам на македонски начин на нашиот денешен водич, директорот на музејот овде во Нурата, специјално за него и за музејот Покарина. This is oldest Macedonian. Мотиви што излегле од вредните и вешти раце на македонските жени од Нурата и нивните везови со кои се прочуени и во Узбекистан, но и подалеку. Во Сармиш. Ви ги покажавме Самарканд и Нурата, а упатени сме кон селото што го носи името Искендер Зулкарнај, или во превод селото на Александар Великиот. Следејќи ги упатствата на нашиот пилот Бранко Јовановски, кој веќе еднаш ги открил и ги фотографирал овие места, а следејќи ги и знаците на патот, полека, но сигурно се доближуваме таму кај што се упативме. Случајно или не, на ден Великден. Местото што го бараме е место што го нема во географските карти на Узбекистан. До ова место нема автобус, а таксистите во новиве модели возила не ви се нафаќаат. Велат за таму кај што одите, нема пат. Се до оној момент додека пред нас не се појави едно од старите добри руски возила, Москвич или Волга, сеедно. Ние ги викавме ладји или тенкови, но само вакво нешто беше адекватно за да се обидеме, да стигнеме до крајот на патот, иако нема пат.
Нашиот Москвич се покажа до крај вреден, како што го испофаливме. Освен што ни гаснеше 5-6 пати од напор, освен што и ние го одмаравме од нашето присуство, за да може да се искачи негде, кај што и пешки тешко би се искачиле, сето друго беше како да се возиме во филм кој току-што започнува, а во неговите први кадри гледаш петроглифи, чудни карпи кои не следат уште од првиот ден во Сармиш, знаци и символи кои ги среќававме и во Самарканд, и во Бухара, и покрај светите води во храмот Чешма. Знаци и пораки, се уште недопрени, неоткриени и непротолкувани од никого. Притоа доволно длабоко под денешново издание на оно што го викаме свет. Местава што ги видовме досега, можете и сами да ги пронајдете со еден клик на вашиот компјутер и без да мрднете од дома. Но ова место што го најдовме, го знаат малкумина, дури и во Узбекистан. Мегалитите покрај патот се сигурен показател дека сме веќе близу до селото Искендер Зулкарнај. Искендер така го викаат Александар во источниот свет, но Зулкарнај уште не ми беше доволно јасно што треба буквално да значи. Одговорот го најдов во македонска нација, повторно возобновеното македонско гласило, најавангардното, уште од времето на големиот македонец Драган Богдановски. Тие денови пред да тргнеме, Мана Јаковлевски случајно ми испрати текст со наслов: Според исламот, Александар бил еден од најглавните пророци на Аллах. Многу истражувачи и денес сметаат дека еден македонец е спомнат во самата исламска света книга Куранот. Конкретно се смета дека во оваа исламска света книга е спомнат Александар Македонски. Всушност се смета дека тој овде е спомнат под описното име Искендер Зулкарнај. Овој израз може да се преведе на неколку начина. Според буквалниот превод, овој израз значи оној со двата рога. Германскиот историчар Улрих Вилкен пишува дека ваквото детерминирање на Александар потекнува од старото египетско предание, според кое Александар е представен како син на Амон. Од своја страна, синот на Амон во ликовните представи секогаш бил прикажуван како лик кој на главата имал два мали рога. Поради тоа Вилкен смета дека од тука потекнува описното име за Александар како оној со двата рога. Некои исламски теолози изразот Зулкарнај го преведуваат и описно, како оној што живеел во две генерации, што е тесно поврзано со содржината на некои исламски преданија за Александар, конкретно за мигот на неговото раѓање, поврзан со спојувањето на две планети или две ѕвезди од небото. Имајќи ги како личен отисок средбите од ваков вид, кои веќе сум ги преживеала, малку подалеку, но и малку повисоко од овде, барајќи ги хунзите и калашите низ Хималаите и Хиндукуш. Еве го и сега тоа познато чувство во пресрет на нешто големо, суштинско и базично. Еве го и местото во Узбекистан, познато како Македонско село или селото на Искендер Зулкарнај. Не здогледаа оддалеку и ни пратија некого да не пречека. За кратко, сите излегоа да не видат и да им поверуваат на своите очи дека дошле македонците. Излезе и најстариот жител на селото што сега брои од 200 жители. Првото што ни го рече, откако се поздрави со нас, беше: може би не сме единствените и не сме првите македонци, но едно е сигурно, овде сме последните. И живееме во страв дека кога ќе не нема нас, не ќе има кој да ги чува нашите најсвети нешта кои жителите на ова место ги чуваат со векови, како тајни од највисок ранг, дефинирајќи се себе си и својот живот како судбински предодредени да бидат чувари на овие тајни. Мора да им се признае на овие луѓе дека се до денес безпрекорно ја извршуваа својата мисија и својата света должност. Но нашето доаѓање,
од нивната прататковина, која гледано одовде сигурно изгледа далечно и бајковито, срдечниот пристап, искрените истородни емоции кои се појавуваат само ако гените сами ви проговорат, се до тоа, а и повеќе од тоа, но доволно да не поканат до блиската гробница на која тие ги прават своите молитви, за заедно да се помолиме за Македонија. Ги отворија вратите заклучени со катанец на една ниска градба, без никакви знаци на зидовите. Во внатрешноста, во темнината, во која одвај нешто можете да распознаете, во која светлина влегува само од два мали отвори од десната страна, се распознаваат два гроба. Од кој едниот поголем, долг можеби 5 или 6 метри. Чиј е овој гроб, прашавме. Чиј е овој гроб на кој ги правите своите молитви? На Искендер, ни рекоа. Ги погледнавме збунето, а тие ни повторија на чист руски јазик, за да ги разбереме. Ова е гробот на Александар III Македонски. Како тоа на Александар Македонски, па сите ние таму дома во Македонија очекуваме дека гробот ќе се појави таму кај нас, во неговата татковина. Лично јас сум била заедно со Паскал Камбуровски на некои од локациите на кои што тој посочува дека е можеби неговиот гроб. Цел свет го бара, и мене тоа никогаш не ми паднало на памет дека ние со екипата на ТВ Сонце ќе дојдеме, барајќи ги македонците, да го најдеме и гробот. Особено не толку далеко од Македонија. И што би требало да значат овие раце, што се извишуваат и надвор и над гробницата? Тоа се рацете на Александар, рече Аминта. Се сетивме на некои фрагменти од некои книги во кои се вели дека Александар побарал да биде погребан со рацете надвор. Надвор? Како тоа? Звучи толку нереално и чудно и веројатно плод на бујната фантазија на некои автори. Но кога ќе ги видите овие раце, поставени овде заради длабока символика, се засрамувате од својата ограниченост за тоа што би требало да значи погребување со рацете надвор. А всушност тоа навистина е така, но символично, со раце направени од метал и шипки кои излегуваат непосредно од неговиот гроб, па преку покривот угоре кон небото, зашто според овдешната легенда Александар сакал да каже: Јас, Александар, што го владеев и истокот и западот, си одам со празни раце. Ништо земско не носам таму кај што одам, туку се предавам на Бога и ги упатувам моите празни раце кон него, кон небото.